Војната на Русија во Украина, покрената во февруари минатата година, беше причина Русија да биде суспендирана на меѓународните спортски натпреварувања. Особено тоа дојде до израз во најпопуларниот спорт – фудбалот. Советот на Светската фудбалска организација ФИФА и Извршниот комитет на Унијата на Европските фудбалски асоциации УЕФА заедно одлучија на сите руски тимови, без оглед дали се национални репрезентативни или клубски тимови, да им се суспендира учеството во сите натпреварувања. Овие одлуки ги усвоија бирото на Советот на ФИФА и Извршниот комитет на УЕФА, односно највисоките тела кои ги донесуваат одлуките на двете институции за вака важни прашања. Фудбалот тука е потполно обединет и полн со солидарност со сите погодени луѓе во Украина. Двата преседатели се надеваат дека ситуацијата во Украина значително и брзо ќе се подобри, за да фудбалот повторно биде вектор на единството и мирот меѓу луѓето, објави УЕФА по тогашната одлука минатата година. Повеќе од месец дена Израел врши континуирани немилосредни напади врз палестинците во Газа, во кои се убиваат цивили, во најголем дел деца, жени и постари луѓе. Билансот на жртвите надмина 11.000 и таа бројка постојано расте. Но, за разлика од Русија, која од кровните фудбалски асоциации и од другите спортски организации беше исклучена од натпреварувањата поради војната во Украина, Израел, кој ги убива цивилите во Газа, не е исклучен од спортските натпреварувања. Иако во јавноста преовладува реториката дека во спортот нема простор за политика и дека релевантните институции се грижат за рамноправност, мир, фер и еднаквост, сепак со ваквиот нивен однос излегоа на површина нивните двојни стандарди. И додека челниците на меѓународниот спорт молчат за израелската агресија, овој молк го прекинаа навивачите на некои фудбалски клубови кои за момент на светот му ја пренесоа пораката на солидарност со Палестина и палестинскиот народ.